Вториот дел од Утрински зрак го посветуваме на нашите гости. Млада, успешна, талентирана, која што сето свое време, слободно време и го посветува на поезијата. Така јас би опишала мојата денешна соговорничка. Станува збор за Марија Ртовска, која што е автор на две прекрасни дела, што ќе бидат нашата главна тема на разговор денес. Добро утро, Марија, и добро дојде во утринската програма на К1. Добро утро и на вас. Ви благодарам пред се за гостувањето и ги поздравувам сите гледачи на К1 телевизија. Така. Марија, со оглед на тоа што ни доаѓаш за прв пат во утринската програма, ајде малку да ни раскажеш за твоите почетоци на твојата творечка дејност. Па вака, искрено не се сеќавам на првиот пат кога сум напишала нешто, но сепак можам да кажам дека моето прво наградено дело го добив на моја 10-годишна возраст. Од тој период јас сметам дека тоа се почетоците на мојата творачка дејност, затоа што од тој период па наваму се до ден денешен во слободно време јас го пополнувам мојот тефтер со песни и со прозни дела и сметам дека треба да продолжам затоа што тоа е една вистинска уметност. Така. За секој твој пишан збор, што ти дава најмногу инспирација за да го напишеш? Па вака, инспирација пронаоѓам во секој нов ден. Дали тоа представува ден на успех, ден на разочарување, ден на многу љубов, ден на многу тага, со моето семејство, со моите пријатели, без разлика. Сепак случувањата во еден обичен ден доведуваат до една инспирација која ми побудува чувства и емоции, да ги запишам некаде, да ги обележам и да оставам трага за она што ми се случило. Значи, и секое најобично чувство предонесува да биде инспирација, да биде запишано некаде. Така. Кој е твојот најголем предизвик што го имаш за време на пишувањето, освен ова што ни го кажа сега? Па најголем предизвик ми е емоцијата. Емоцијата? Она што треба да биде почувствувано, она што јас го пишувам, да стигне до читателот и да му побуди некое чувство и кај него. Так. Тоа е она што е мој предизвик. Јас да го напишам, а некој исто од друга страна да го почувствува. Така. Сега би се надоврзала малку да кажеме за твоето прво напишано дело со наслов Кога љубовта повикува. Ајде кажи ни која е содржината на оваа книга и што те инспирираше најмногу да го напишеш ова дело? Па вака. Главната тема е љубовта, затоа што во овие младешки години, да ги наречам така, преовладува ова чувство. Секој од нас барем еднаш во животот ја доживува каква и да е, дали повредува, дали усреќува, сепак таа е дел од нас. Главна тема е, како што кажав, љубовта. Инспирација имам секој нов ден, значи пак ќе кажам разочарување или успех, тоа е една нова страна, секое ново утро. Но за да ја напишам, да ја соберам така речено оваа збирка, ми требаше некаде 3 до 4 години. Пишував постојано, но немав храброст да се осмелам да ги соберам во едно место, но кога се осетив спремна, кога добив храброст од мојата фамилија, посебно од мојата мајка, ги собрав во едно дело песните што ги имав напишано и ги приложив на овој свет да ги чита. Така. Со оглед на тоа што дека е издадена пред неколку години оваа книга, јас верувам дека и ги знаеш веќе импресиите и впечатоците од твоите читатели, еве да не ги пренесеш и во нашата студија. Па најпозитивни добив од моите врсници, мои пријатели приближно на моја возраст, бидејќи тие се најпогодените од таа љубов, дали ги повредила или усреќила, пак ќе кажам. Импресии имаше и од промоторот на првата збирка, тоа беше директорот на локалната библиотека Игор Крајчев. Така. Исто така и од рецензентите на книгата кои се впишани внатре во неа. Имаше некои коментари кои се однесуваа на моето прво дело како без искуство, како помалку стилски фигури во пишувањето, на што обрнав повеќе внимание за второто дело и мислам дека е поуспешно. Така. Прашање кое сигурно ќе ги интересира нашите гледачи е тоа каде можат да ја најдат твојата прва книга, а потоа ќе се надоврзаме за твоето второ дело. Мојата прва книга, доколку има заинтересирани кои сакаат да се запознаат со чувствата кои тогаш излегле од моето срце, се наоѓа во библиотеките на училиштата Блаже Конески, основното училиште, во средното училиште Димитрија Чуповски, во гимназијата Кочо Рацин, во економското училиште Јовче Тесличков, во Рајко Жензив од Горно Оризари и мислам дека тоа се сите ги набројав сите.
Така. Кога веќе кажавме за твоето прво дело, сега да се надврземе на твоето второ напишано дело, насловено како Воздишки на срцето, издадено претпоставувам овој месец. Да. Ајде раскажи ни содржината на ова твое дело. Па во него се опфатени песните од последниве 2 години. Премногу љубов несов во нив, затоа што сакав да биде ова нешто многу по-посебно од првото, а веќе искуството и годините ми го дозволуваат тоа, бидејќи немам многу, но сепак имам повеќе од првото. Содржината и овој пат е љубовта, ќе кажам пак во... Зошто толку љубовта? Па затоа што во овие години можам да кажам дека најсилно чувство кое ги погодува младите е љубовта. Мислам дека не постои посилно чувство, и меѓу постарите, но сепак младите се тотално опфатени, според мене, во тоа нешто. Веќе и почнав да добивам коментари, иако малку луѓе ја имаат книгата досега, затоа што промоцијата е во петок, сепак почнав да добивам коментари дека е многу подобра од првата и дека во неа чувствата се извонредни. Ти си релативно млада девојка и со твојот труд веќе си и дел од светот на македонската поезија. Како е накратко да ни кажеш како ти би ја опишала денес оваа книжевна уметност? Македонската поезија има толку многу работи што говорат за неа, има толку многу што може да се докаже, да се напише, да се додаде. Значи треба да бидеме горди на она што го имаме пред се, но исто така, за да остане да живее како што досега живеело, мораме да продолжиме и ние да создаваме нови дела. А јас не можам да влијам на луѓе што се постари од мене, но можам да влијам на помладата популација да твори, бидејќи тоа е еден многу специфичен начин на изразување кој не треба да го чуваме во себе. Храброста да излезеш пред светот и да му кажеш да, ова сум јас, ова е моето срце, повели прочитај го, но сепак треба да оставиме некоја трага и да ја продолжиме таа лоза што ни оставиле нашите предци. Токму така. Покрај тоа што ето имаш издадено веќе 2 дела, верувам дека имаш учествувано на многу конкурси и си добитник на многу награди. Еве, која награда ти би ја издвоила моментално? Награда за првото дело беше насловена како книжевен светилник, пишува и во книгата дека е таа. Таа моментално за мене најголема, иако во овој период на студирање, затоа што сум студент, немам многу време да се посветувам, но сепак секој слободен момент го користам за да распостелам некој парче стих врз некоја хартија, која ќе ја најдам дали телефонот, дали компјутерот, сепак не оставам да не остане незапишано. Иако најмногу награди на конкурси добивав за време на средното образование, на сите литературни конкурси, на сите што беа распишувани од страна на училишта или основни или средни, учествував и обавезно добивав некои од првите 3 награди. Така. Верувам, како што кажа и претходно, секое случување во твојот живот видиш дека го пишуваш на хартија. Ти си студент на медицинскиот факултет во Штип. Еве ќе ни кажеш некоја поврзаност која што ја имаш со факултетот и со она што го пишуваш? Зошто да не? Па еве вака учам анатомија на срце. Веднаш добивам инспирација зошто срцето отчукува, зошто се забрзуваат отчукувањата на срцето. Си ги образложувам сите причини зошто ми се случува тоа кога и да погледнам некој што го сакам, било дали е фамилија, дали е некој сакан, дали е пријател. Обавезно има некоја поврзаност помеѓу тоа што се учи, што се пишува, но надвор од тоа, кога сакам да се релаксирам, хартијата секогаш чека на мене. Така. Со тоа што си член, исто така морам да напоменам на клубот на писатели во Велес Коста Соле Фераци, дали претходно си учествувала на надпревари или на конкурси, не мора да е само литература, но од било која област? Пак ќе кажам, значи за време на ова студирање немам многу време да се приклучувам кон тие работи, но сепак за време на средното образование бев активна на скоро сите полиња. Така. Дали се тоа природни науки, дали се надпревари во јавно говорење, во интервју за работа, различни манифестации се јас бев дел од нив. Така. Она што исто така би те прашала, имаш ли подршка од твоите родители, од твоите најблиски, еве другарки, пријателки или како да ги наречам, колку оваа подршка од нив влие врз тебе? Овој дел најмногу ми се допаѓа, морам да признам, затоа што
најпрво, поддршката од семејството ми е најголема, морам да кажам, особено од мојата Тоа е мајка. многу битно. Таа професорка по македонски јазик и секогаш кога имав нешто напишано, таа беше тука да биде мој лектор, да биде мој критичар, да биде мој охрабрувач за тоа што сум го напишала. Имало и негативни коментари, сум се лутела за тоа, но сепак сваќам дека нејзините коментари значеле многу и ден денес ми се ориентација дали јас тоа што сум го напишала е добро или не. Токму и тоа ми беше следното прашање, колку твојата мајка те спомна дека е професорка по македонски јазик, ти помогна во сите овие работи за да создадеш две дела на само 20 години? Па вака, јас сметам дека генетиката си го направила своето, затоа што некој дел од нејзината струка се пренасочил кон мене и добивам идеја, инспирации, да го изучам македонскиот јазик, за да можам да створам, бидејќи без познавање на сопствениот јазик, не можеме да направиме добро дело. Не можеме да го напишеме, во него да има многу грешки. Така да, најголемата поддршка е од нејзе, но сепак тука се останатите членови на семејството, татко ми, братот и сестрата, кои стојат секогаш позади мене, но исто така и пријатели и мојот Сакан, кој ми беше најголема инспирација за оваа втора книга. Значи, сета таа љубов што е помеѓу нас доведе до ова што стои пред нас денес, и од моите пријатели чии коментари и воздишки и потврди за она што го имам напишано, ми се токму нова инспирација да почнам одново и одново да пишувам нови стихови. Така. Спомена дека кога ќе биде промоцијата на твојата втора книга? Во петок. Во 19 Еве да ги поканиме сите гледачи, уште еднаш да повториме. Значи, сите гледачи имаат покана во 19 часот во петок во ликовниот салон во Велес се одржува промоција на Воздишки на срцето. Така. Сите се поканети, сите што се љубители на пишаниот збор, кои ја прифаќаат љубовта како чувство, какво и да е, може да дојдат и малце да се осетиме. Да се запознаат и со содржината благодарение на твојот промотор. И промотори се Божидар Јовик и Лили Арсова. Така. Веројатно ги знаат поголемиот дел од публиката, па мислам дека ќе биде во ред и ќе уживаме. Така. Затоа што сме пред крајот на нашиот разговор, ќе упатам прашање кое што е неодменливо прашање, а тоа е кои се твоите планови во светот на поезијата? Дали планираш некое наредно ново дело или имаш спремно веќе материјал, па во иднина ќе не изненадиш со ново дело? Па мислам дека што току го изедов ова дело не би било во ред. Не, моите изминати гости што сум ги имала, сите велат еве сега ќе издадам книга наскоро, ама веќе спремна ми и наредната. Имам материјал. Значи, со тоа што ти секојдневно пишуваш, веќе мислев дека имаш и... Па не сакам да им бидам досадна на моите читатели, вака сега ќе им оставам време да се запознаат со оваа книга, па потоа да видиме за нешто ново, но сепак, како што кажав и кога го промовирав првото дело, моја многу голема желба што ја поседувам во мене е да напишам роман. Сметам дека за да се напише роман во просек нека бидат 300 страници, сепак треба огромно искуство, богат вокабулар, многу голем фонд на зборови со кои јас би можела да се изразам онака како што треба. Сепак ќе си оставам на себе си еден период да присоберам уште идеи, бидејќи имам до некаде идеи, но сметам дека ми требаат уште, со што би ги запишала на еден прилично голем број страници што ќе остават трага кај некого. Не е она просто онака да издадам книга и еве имам роман. Не, сакам да биде полн со чувства и полн со доживувања за да може да предизвика една бура во човековото битие. Дали повторно ќе избереш љубовта за тема, главна тема на твојот роман? Искрено сакам да сменам. Да смениш? Да, бидејќи поезијата си резервира свое место во љубовта. Кога творам поезија, творам исклучиво за љубов. Не дека нема други творби, но секогаш ме влече натаму. Секогаш ме влече, бидејќи лириката е дел од литературата каде што се изразуваат чувства. А токму љубовта е тоа чувство што се искажува преку поетските стихови. Затоа романот би сакала да биде некој друг жанр, но сепак нека има и малку доза на љубов во него. Како и да е, и да некој ден, доколку не дојде до тоа остварување на мојата желба, јас љубовта како поезија никогаш нема да ја напуштам. Поезијата ќе остане за секогаш
скриена во мене некаде. И да бидам еден ден успешна во мојата професија, сепак поезијата ќе остане еден дел во мене кој е многу специјален, многу посебен. Марија, јас ти благодарам за твоето гостување на нашата утринска програма. Ти посакувам уште многу успешни дела понатаму. Се гледаме на твојата промоција, која што ќе се одржи во петок и се надевам дека повторно ќе бидеш дел од нашата утринска програма. Ви благодарам и вам за гостувањето. Посакувам убав ден на сите гледачи и поздрав. Почитувани гледачи, сега следуваат рекламите, па се враќаме назад во студио.